Епископот Јаков и министерката Тринчевска се согласиле дека е потребна широка дебата за законот за родова еднаквост. Ова е заклучокот од средбата што викендов ја имале во Струмица. Во гостувањето на вестите на телевизија, Сител, синоќа министерката за труд и социјална политика, рече дека зборувале и е задоволна од средбата. Го уверила епископот дека за законот допрва ќе се дебатира. Да, имав средба вчера во Струмица. Бе во Струмица, убаво поминав, расчистивме одредени дилеми. Целта која што ја имаме како Министерство за труд и социјална политика во однос на законот му беше кажана отец Јаков. Разговаравме и нему и како што и вечерва пред граѓаните зборувам дека ова е само работна верзија. Тоа значи дека ќе има некакви промени во текстот? Не, тоа значи дека ќе одиме на поширока консултација со граѓаните. Тоа значи дека се додека не ги слушнеме сите релевантни институции, граѓани во државата, законот нема да влезе. Викарниот епископ Јаков пак потврди дека во саботата разговарале за законот за родова еднаквост. Тој смета дека е позитивно што ќе се отвори широка дебата за законот, во која јавноста подробно ќе се запознае со содржината на текстот, ќе дебатира и ќе предлага измени за членовите со кои не се согласува. Можам да кажам дека сум исклучително радосен за подготвеноста, за разговор, за диалог, за дебата, нешто што всушност беше главната наша забелешка во однос на предлог законот во ваква форма. Сакам да изјавам сосема јасно и децидно дека апсолутно не станува збор за никакво усогласување во однос на предлог законот таков каков што е, и апсолутно стојам за сите забелешки кои што ги изнесов во моето излагање на трибината и потоа во гостувањето на вестите, на дневникот на ТВ Сител. Но она со што сакам да ја запознам јавноста во контекст на се што кажа министерката е тоа дека се согласивме дека навистина предлог законот предизвикува интерес, но и несогласување со тоа таков каков што е од пошироката јавност и дека треба да се организираат сеопфатни дебати каде што ќе биде вклучена пошироката јавност, а особено стручната јавност. Законот за родова еднаквост ја бранува јавноста веќе 10 дена, откако во Струмица Елеуса фондација организираше трибина на која се изнесоа загрижувачки ставови од епископот Јаков, писателот Венко Андоновски, но и активистката Гордана Гоџа.